Благодарам, председателка. Почитувана председателка на Државната комисија за спречување на корупција, почитуван Георгиев, почитувани колеги пратеници. Еве и јас да земам кратко излагање по однос на годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2019 година. Ово извештај ја отсликува работата, како што рече и председателката, за нивното работење за 2019 година, односно само за 10 месеци. Согласно извештајот, мисијата на ДКСК е да спречи секаков вид на корупција, да применува, поттикнува доследна примена на законите, да креира антикорупцијски политики, да изрекува превентивни, репресивни мерки со кои ќе влијае на спречување на корупцијата и судирот на интереси во вршење на власта и јавните овластувања. ДКСК тоа и го прави. Но и покрај донесените закони за спречување на судир на интереси и неколкуте негови измени до 2018 година и носењето нов закон во месец први 2019 година се со цел зајакнување на позицијата на ДКСК, сепак тие сте свесни дека со нивната примена не се постигнале очекуваните резултати. Од она што го прочитав во извештајот, јас воопшто и не се сомневам, како и вчера, како што реков, во работата на ДКСК. Во период од 10 месеци кај нив биле доставени 1172 пријави од граѓани, здруженија и институции, отворени 245 предмети по собствена иницијатива. Најголем број од доставените пријави се однесувале на остварување на индивидуални права на подносителите, поради што и самата ДКСК извлечува заклучок дека тоа се должи на изгубената доверба на граѓаните во институциите на системот. Граѓаните најчесто укажувале на корупција во судски постапки, тоа неколку пати го кажавме сите ние, и председателката и сите тука пратеници колеги, во урбанизмот и градежништвото, постапки за вработување на нови лица, доделување на договори за јавни набавки. А и самата ДКСК во извештајот истакнува дека најголемото коруптивно однесување има во спроведување на јавните набавки, вработување во јавниот сектор, инспекцијски надзор, издавање на разни одобренија, решенија, лиценци, дозволи, доделување на грантови и субвенции и друга државна помош. Од извештајот се гледа дека ДКСК постапувала по пријави и иницијативи, но како што спомнав и вчера, кога таа институција дава иницијатива за кривично гонење до основното јавно обвинителство или до управни и надзорни одбори на акционерски друштва и јавни предпријатија, за жал тие иницијативи се отфрлаат, односно се дава образложение дека нема одговорност кај директорите на овие јавни предпријатија. Како тогаш, се прашувам, како тогаш да се врати довербата на граѓаните во државата, во државните институции, кога корупцијата не може, кога Државната комисија за спречување на корупција не може да ја постигне целта која што си ја поставила. По сите параметри Македонија е една од најсиромашните, најкорумпирани и најнесреќни држави во Европа. Бројот на невработени постојано расте. Народот осиромашува за сметка на мала група на луѓе кои се исклучиво богати. Сведоци сме на светски извештаи на мерење на корупција и сме водечка по коруптивност, тоа го кажа и моите колеги. Според Transparency International, кој е спомнат и во извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, како нивен соработник од 188 држави, рангирани сме на 111-то место. Во однос на 2019 сме паднале за 35 поени. Македонија и Босна Херцеговина во околината на исто ниво сме по коруптивност. Според Економист, Македонија исто така е на 78 место и е ставена во групата на хибридни режими. За жал, многу погодува тоа. Но не само во овие извештаи, туку и во извештаите на Европската комисија и на Греко, исто така укажуваат на тоа дека политиката има силно влијание врз бизнисот и врз институциите во општеството, или поинаку речено, корупцијата во Република Македонија станала начин на живење. За жал. Знаеме дека овие индекси не се тек така добиени,
индексот за корупција се добива според стручни проценки и истражување на мислења и генерално ја дефинира корупцијата како злоупотреба на јавната моќ за приватна корист. Што кај нас во последните години има тренд на покачување според веќе спомнатите извештаи. Ова покажува неможност власта да се справи, ниту претходната, ниту сегашната, да се справи со корупцијата. Еве, македонската влада постави и заменик председател на владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот и го издигна или сакаше да го издигне овој проблем во приоритетните за решавање, но еве до денес гледаме дека ништо не е направено во врска со ова. Со овие резултати се повеќе се убива желбата, надежта за подобрување на животот на граѓаните во Република Македонија, без разлика на етничката припадност, особено кај младите. Граѓаните бараат достоен живот, кој од ден на ден се повеќе се губи. Исто така од извештајот особено ме засегна во врска со вработувањето кој ги истакна исто и председателката Билјана во јавната администрација, она што потврдува дека во врска со вработувањата наместо најважен критериум да биде квалитетот на кандидатите, напротив, изборот се врши преку влијание и злоупотреба на дискрециони овластувања, со што се руши системот на вредности при вработувањето. Ово посебно е истакнато во извештајот. На тој начин се подкопува желбата и мотивацијата кај младите, стручни и квалитетни лица за вработување и поголеми достигнувања во нашата држава. Со сето ова се губи вербата на јавноста во постојање на фер и праведен институционален систем, заснован на вредности, достапни за сите граѓани подеднакво. Поради ваквите состојби, такви се и резултатите на Транспарентност Интернешнл, Економист, Греко, Европската комисија. Од ваквите разочарувања во нашата држава, за жал, луѓето ја напуштаат и бараат спас во другите држави. Сепак се надевам дека со стратегијата која ја донесовме, дека ќе се надминат сите овие недостатоци во нашата држава и пред се ќе се врати до вербата на младите пред се, за да останат, да живеат и да работат овде и да постигнуваат резултати. Благодарам.